Добро утро. Добро. Кој утро вечер е уште 2 сати. Значи, кој баксус сум? Реков, ајде ќе доседам, ќе чекам. Нема да заспиам и сега заспав пола сат и сега потешко ми е за да станам. Ја уствари не ви кажав кај одам. Одиме на шопинг турица во Солун. Уствари, јас сум на свадба за 1 месец, за февруари е кицок. И онака никогаш не сум била во Солун. И решив да искористам овој петак према суботу ден. Секој што гледав, не знам, не шетаат до Космос, до Икеа, така да ќе гледам колку што можам да снимам од таму, пошто првиш на цел ми е да најдам облека за на свадба, не знам колку време ќе имам. Знам дека сите најверојатно мислите дека ја ќе одам со Иван таму. But guess what? Нема да одам со Иван таму. Иван е пичка и не ме дружи. Се радувам, ја поише од неа. Па ќе видиш сам? Да, и ќе правам видео. Не дека немаше да правам ако ти беше дома, ама ете сега понараат ќе правам. Можда не ме дружи во Солун, ама ме дружи до автобус до Солун. И тоа знаеш каков мерак ќе исправи? Каков мерак бе? Со најмерак. Ние се качивме во автобус и јас ти имам 0 дрнка. Мислам дека имаме проблем. Да, имаме. Ја нема да заспиам, шо е ова? Јас нема да заспиам. Спреме мојот. Јеј, ќе сметаме на сите. И тука пред граница, а вие две госпожи надвор од автобус. Добро утро. Добро утро. Се наспавме? Не. Јас се наспав. Се одиме да најдеме место да пиеме кафе, Потребно е многу кафе. а после одиме во потрага по облека. Не, масата многу се ниша, значи фак, малку не е ладно. Кај убав поглед имаш, а? Убав поглед има. Диди ми е long term friend. Од 7 до 8 одделение се знаем. И Диди ме дружи во потрагата по совршената облека за на свадба. Тоа е нашата мисија денес, свесна си, така? Да. Ајде, Диди, води ме, те молам, ти си била тука 100 пати и јас сум изгубена. Сме ја промашили улицата. Диди ја да гиро од Алиекспрес. Да лажам. Не лажам. Веганско гиро е. Ама ти си вегетаријанец. Јас си нарачав кафе. Видите колку е сладко. Ја мислам дека ова е зајчи, иако има човечки очи, ова е зајчи. Ми да не знам малечко тимече. Инаку седнати сме во некој таков вегетаријански вегански ресторант, што е многу кјут и сладок. Шетаме валјда во некој дел што е сличен како на стара чаршија, туку има пазарче. Иначе се продаваат еднакви крокси, гумени влечки за во купатило. Епа, тоа му се случува на тој што е лаком и не почекува да му се изглади јадењето. Вкусно изгледа, шала на страна и убаво мириса. Нема врска, мислам, веге храна си ја сосема кулама. Месо. Не. Мртви животни. Вкусни се. Мртов компир јадеш, не ти е жал за компирот? Не. Диди, Да. дај да пробаме те едно такво делче од тоа твоето чудо. Ова е соја. Не е лоша. Месо си е месо. Пазарче. Немало изгледа такви коза во купатило, ама зато има риварски чезми. Е, нега и кроксовите. Сакам крокс, само крокс. Ова ти е право, Геро. Дијана. Са. Диди. Да. Сакам Португал. Како да не си го изгубиш детето во гужва? Сонце над рамена наши. Почнувам да губам надеж. Каде ми е фустано? Господине, каде со возилото по тротоар? Ајде возилото на велосипедска патека. Стасавме од преска и мислевме дека имаме многу малку време и трчавме буквално од продавница во продавница и никаде не можев да најдам соодветен фустан. Но тогаш се појави некоја продавница наречена Екелис и ме спаси. Диди, готовивме фустанот. Не стемни додека да излеземе од Космос и да тргнеме на Икеа, имаме само еден факинг пола сат. Одиме по калови. Пошто си ја утнаме страната од која што треба да одиме. Ништо од моето искуство во Икеа. Имаме уште само 15 минути и ни рекоа дека требало турбите и кесите да ги ставиме на customer service. Шо преки ќе прво фри шоп.
Тите уствари вистински било од Русија. За овие ќе си пукнам. Скапав јадење во Америка. Ама многу да се скапи тука. Некој друг пат. Ние стигнавме преморени, отепани. Шоферот во автобусот очигледно сакаше да вади сипаници од нас. Сипаници што и ние самите не сме знаеле дека ги имаме. Ама ете, честито, ги извади. Се одам да се подружам со Иван со Коле и Столе. И не знам кој друг е таму. Телепатија, 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 Да не го најде! Јас ношти не стигнав да го одјавам влогов, пошто се заседнавме, си дојдов и бев оттепана и одма заспав, значи одма. Имаш уште многу за шетање и затоа би сакала да одам пак во некоја блиска иднина, во скора прилика да појдам пак, пошто стварно е убав ми се шеташе уште плюс и беше многу топло и убаво. Затоа после во автобусот го продолжија сето тоа топло. Страшно. Меѓутим, еве сум затоа тука наредното утро. Фала ви што ме гледавте овој мој втор влог. Доколку ви се допадна. Во последното возење, Кире печи. Доколку ви се допадна, стиснете ми лайк, сабскрајбнете ми се, така да ние се гледаме во иднина. Чао!